колко пеяч. Ама, Мари, по-лесно било да бидеш глумец од колку пееш. А никако да не. Да. Само тоа не може. Не може. Не може. Може. Деца, што е? Што се оние разправи? Това са да галама го разбудите цялото мало надвор. Хайде, кажете ми, го чуеш това минус? Тато, Да? утре аудицията за Сидо. Добро. Мартин не ме остава да си ги пробвам песничките. Не да тоа, тато. А зошто? Тук утре правиме тест по запознавање на природата и обществото. А Мартина не остава да учам. Изгора на свет ми кажува дека полесно било да бидеш глумец од колку пејач. Слушайте, веднаш да престанете со тие разправи. И запомнете еднаш за секој, дека ништо на овој свет нема без мака. Мора да се потрудите за се. А ти, синко, говорен си, машко си, земи ти книгите, ојди во друга соба, научи тамо, остави ја сестра ти. Знаеш колку и значи ова. Утре треба да настапи на фестивалот. Добро, нека биде понеси. Ама да запомниш, уште само овој пат. О, ај. Тато, татеце. Молам те то. Сакаш ли да ме слушнеш како пеам? Баш многу сакам да те слушам, да видам колку си припремена. Ајде. Браво, па јас сум навистина изненаден. Многу убаво пееш. А сега, Што, тато? јас ќе одам, а ти земи книгите и повтори за утре се што имаш за на училиште. Добро, тато, да. Тато. Молам, што е сега Ако така? победам на Сидо, Да. ке ми ја купиш ли облеката од бутикот Бамби? Па кога не сум ти купил? И овој пат ќе ти купам само ти побед. Ајде. Станувај! Ама, јас не. Што ти не? Ајде, станувај! За 10 минути започнува фестивалот Сидо, а ти прва настапува. Како можеш? Само да спиеш! Како? Што се случува? Ама, што се случува? Тргнувај по мене! Те молам! Не допирај ме! Погледни, колку убави бомбони! Знаеш, порано јас добивав вакви од баба ми. Ова може само мене да ми се случи. Ама, мамо, убаво ти не леши баба, да не яде сладки работи, бидејќи може зъбите да ти се насипат. Чекај, не ли си ти вещерката од Јованче и Марика? Да, исто. А колку си стара? Сега, колку сум стара? Многу. Може би 1000 години, а може би повеќе. Да, може би повеќе. Па зашто не сакаш сладки, бомбони и чоколади, кога целата твоја куќа е направена од нив? Затоа што имам чувствителен стомак, сладките работи за мене се отров. Да ти направам сок од малине? Мамо, кажи!
ćeš napraviti modnu igru. Znam te kada dete se najde nekoj da nad tebe štetata i da joj odgovori točno na site prašanja, a toga... Da, tuga ti vidim što ke napravite. Dodeka se najde takov ke pomina sigurno 1000 godini, a može bi poveke. Туку ajde zemlja лъжица примеше в казваноци. Кой? Аз? Ти! Аз? Ти! Меше го казано да не загори ручеко и запе нещо. А аз ке се обидам да смислам тежки прашања. Зашто ако оној што ќе го доведе нашата господарка ги одговори, тоа ќе биде крај за сите нас. Погледни дали си замина. Си замина. Не плаши се, нищо лошо, јас нема да ти направа. Мартина, да те прашам, дали знаеш убаво да пееш? Знам, па јас. Не ли треба овде да пеам? А каде се другите надпреварувачи? Ама кој и какви надпреварувачи? Какви надпреварувачи? Овде се надпреваруваат само по двајца, но за тоа повеќе. Па не ли се одржува овде фестивалот Сидо? Фестивалот Сидо? Значи така те прелага. Овде се одржува Сидо вештерка фестивалот, а се надпреварувате само ти и вештерката. Да, Мартина, ако успееш да надпееш, имаш шанси да останеш жива. Ако не... Сигурна сум дека ќе ја надпеам, па знаете, и сите другарчиња ми велат дека оваа година јас ќе победам на фестивалот Сидо. Чекај малку, не е само пењето, ќе ти постави и 3 прашања. Да, 3. И на них треба да одговориш. Ако не... Знам, потоа го казам. А дали се тешки прашањата? Не се само тешки, може да се рече дека се тешки. Но ако редовно учиш за на училиште и ако редовно читаш книги, нема да ти биде проблем да ги одговориш. Добро, а
сегашни одржани Сидовештерка фестивали. Ана без забата. Но не е само то. Покрај надпреварот во пеење, ќе имаме надпревари во знаење. Ќе поставиме само 3 прашања, а тие ќе бидат од историја, географија и биологија. Ако победи Мартина, што тоа нема да се случи, вештерката ќе ја изгуби својата мука. Но ако победи нашата господарка Ана без забата, ќе имаме вкусен ручек. А сега да ве представаме жири комисијата. Председател на жирито е најглавниот и најмузикалниот во светот, Змејот Гризиковска, а членови се Гуштерот и Гуштерчето, кои ако продолжат да се добри, ќе ги свариме во казано. И на крајот, најмодерната, најубавата и согласка Кославе, а тоа сум јас, вашиот водител, Гавран од Мативода. Чекај. А што ќе се случи ако резултатот е нерешен? На вистина? Па тогаш, тако нешто не се случило. Јас мислам дека најправедно е да ја пуштиме да си оди дома. Да, пуштим. А ние ќе најдеме друг. О, тоа не може! Да, не може. Јас мислам дека треба да остане овде. Се разбира, ако е нерешено. Да ни готви, да ни чисти, да ни пее и све друго што ќе посакаме од неа. Дали се согласувате со предлогот на Змејот? Да, се согласуваме. Како на наша најмила гостинка ќе настапи Мартина. Победи Мартина. Dali boli w inny guma.
Videli сега? А сега преминуваме на прашањата и одговорите. На прашањата прва ќе одговара нашата гостинка Мартина. Првото прашање е од историја и гласи: колку денови е стара нашата господарка? 365 дена. Одговорот не е точен. Речем Ана Беззабатова. 36 милиони 500 илјади и 271 ден. Браво, мамо, браво! Одговорот е точен. 10 поени за Ана Беззабата. А сега на ред второто прашање, и то од географија. Прашањето гласи: каде се наоѓа куќата на Ана Беззабата? Одговорот не е точен. Ама чекај да кажам. Што да кажеш кога не знаеш? Знам. Во блиската шума до градот. Гледаш и Фрегеска ти рекол дека одговорот не е точен. Мојата куќа се наоѓа во земјата на вештерките. Стара Лаконија. Браво, мамо, браво! Одговорот и на второто прашање е точен. А сега, третото и последното прашање, и то од биологија. Прашањето гласи: што најповеќе не сака да јаде Ана Беззабата? Тоа е барем ясно. Сладки работи не сака да јаде. Еј, погоди. Браво! Добро, 10 поени за Мартина. Сега да ги преброиме поените. Господарката Ана Беззабата погоди 2 прашања и доби 20 поени, а Мартина погоди само едно прашање и доби 10 поени. Значи, бабен победил на преварот е нашата господарка Ана Беззабата. И сега што ги правиме? Ја сумираме плата. И што? Ајде да изедеме. И така никој нема да знае што се случило. Ами, договорот си е договор. Ете, прва задача што треба да ја направи е да ни изготви ручек, а јас се напаѓам да одам и да убавам некој што. Добро. Да ни биде после. Ајде, јас ќе приживам кон договорот. Лелеј, колку сум гладна, ми се чини на еден салат јала. прекини ти доста. Не, јас слушали доста. Еј, друштво, денес сепак ќе правиме гузба. Гледајте што ви носам. Што вели, да? Охо, убаво парче. Убава гозба ќе направиме. А кој го улови овој прекрасен таван? Се разбира, јас. Но бате Марти, од каде ти тука и како дојде? Но сестричке Мартина, тоа е долга приказка. Јас ја прочитав твојата порака и го следев твојот глас додека пееше. Сега ми е полна душава. Сепак нема да станеме гладни. Друштво, ајде да го испечеме. Не треба да го пробаме. Ајде. Аха, не може така и тој треба да се надпреварва со господарката. Да, така е. Не е по нашата пропозиција. Одлично. Значи повторно ќе имаме надпревар во пеење и знаење. Што овој пат, мама, ќе победи во свет. Ајде, кажуваме како се викаш. Кој јас? Ти. Јас Матица викам. Леле, колку ќе биде вкусен. Ти што
превалувачат Ана Безавата, победник на сите досегашни Сидовештърка фестивали. Шири комисията в истия състав ќе одлучи кој е победник во надпревар. Ја молам Ана Безавата да го засеме своето место. А сега, најубавата, најдобрата и најславната пеачка на сите досегашни Сидовештърка фестивали, Ана Безавата и песната Марион. Maria,
Ако немаш ветро со чекори без мече, Отговорът е точен. Истина, кукета, господарката, се налагала в центъра на земята. А ние не сме знаели. одговорот ни на второто прашање е точен. Ама не може! Ама не може! А сега, на третото и последното прашање, и тоа биологија. Прашањето гласи, што најповеќе не сака да јаде Ана Беззабата? Аха! Деца, ајде кажете и вие. По устата имаш само два зъби и тоа ти се разсипали. Најмногу, што не се кажадеш? Па се знае, Ана Беззабата не сака да не свачи работа. Одговорот и на третото прашање е точен. 3 пати ура за Марти. Ура, ура, ура! Бате, сите не спасе од лошата вештеса. Само не ми е јасно како ги знаеш и одговорите на сите овие тешки прашања. Сестички моја, па ти велев јас редовно да учиш за на училиште и да читаш книги, ти ми се подсмеваше. Од сега да знаеш дека книгата е најдобриот и најверниот пријател на секој дете. Така ли е, деца? А вие читате ли книги? Ти ветувам дека од денес и јас ке учам и ке читам книги како тебе. Добро, да го оставаме сега тоа настрана. Туку ајде да вазиме вещерката, додека има изгубена мушка. Видете, па јас не сум повеќе онај страшен змеј. Секако дека не си. Ти си добрата девојчица. А видете кој е лошиот гадан. Што ти реко Сара? Сепак ќе се најде некој да надпие вещерката и да ја одговори точно на сите прашања. А сакаш ли ти се уште да си лошо девојче? Не, Сара, не знам што ми беше, но никогаш повеќе нема да бидам лоша. Еве ми мајка така ќе биде. Еј, деца, што ќе правиме со вещерката? Вистина. А јас јам читал моја книга, дека треба да ја запалиме. Видете, вещерката е вещерчето, не се повеќе вещерка. Како беше? Видете, тие се девојчета како нас. Ви се молам, пуштете ме и никогаш повеќе нема да си играм со магии. Ех, мори Марија, и мене ме магица, а не сакам. Ајде, како се викаш? Јас а ти? Јас се викам Марија, а ти? Јас? Да. Име е Кристина. Зошто стана вещерка? Затоа што ме одбија на учицијата да сидол. И тоа оваа Сара, а пеев најубаво од сите деца што ги примија. Затоа решив да станам вещерка. И јас сум ја вещерка. Изедовме сите книги што ги напишале вещерки и ги научивме сите волшебни формули. И потоа, што се случи? Потоа, да, еден ден успеав да ја составам најважната формула за да станам вещерка. И јас сум ја исто така вещерка. Ке ни ја кажеш ти, ке ви ја кажам, но ве советувам никогаш да не ја употребите. Нема. Еве ва, Зедо
и аз, вашият воител Мартин, наречен Сезнайко. Чест да го отвори овој интересен фестивал и даваме на Мартина. Пава ли Мартина? Но аде Мартина! Мартина, дошо. Јас сум најдобра, јас сум... Ти ништо ќе видиш ако не станиш да одиш на време на училище. Што? Каде сум? Тато, колку е часов? Колку ми е часов, черка, ќе задобриш? 7. Еве, веднаш доаѓам. Ау, каков сон? Леле, колку страшен. Ама, љубав сон. Еј, деца, сакате ли да ви го раскажам? Ама, сега немам многу време. Се брзам за на аудиција. Вие држете ми палци. А кога ќе се вратам, сигурна сум дека ќе ви го раскажам. Знаеш ли што има ново? Не. Бев на аудицијата за Сидо. И? Мартина е примена. Навистина? Да. Браво. Беше една и недобрите. Браво, навистина сум Мате, добра. кажа ли ти на тато и мама? Да, му хашав на тато. А мама само што и на работа. Черко, слушам многу убави работи, Браво. Навистина сум задоволен од тебе. Но чекај, кој е ова? Книги. Книги? Да, јас се забушам во библиотека. Ти? Да, од денес најголем другар ќе ми биде книгата. Браво, Черко. Што моја девојчево? До вчера ми се смееше дека читав не, а денесом Мартина со 3 книги. Вчера снив еден страшен сон. Истина. Да, сакате ли да ви го раскажам? Не, немој ти се молам, подобро да запееме сите, отколку да слушаме сонови. Thank you.